Скопје 2014 не заврши во 2014 година. Бунарот без дно продолжува и во оваа 2015 година. Авторот на проектот ЕИСТ, Никола Груевски. Различен е само извршителот. Овој пат тоа е Коце Трајановски. Оваа 2015 година преку градот за Скопје 2014 ќе се потрошат 46 милиони и 175 илјади евра. И тоа на следниот начин. 18 милиони евра за панорамско тркало, 10 милиони евра за луксузната административна зграда на јавното предпријатие Водовод и канализација, 6,8 милиони евра за нови барокни фасади за зградите во центарот на градот, 5 милиони евра за нови плоштади и фонтани, дополнителни 4,3 милиони евра за довршување на недоизградената катна гаража Даме Груев, 1,3 милиони евра за довршување на новата градска куќа, односно луксузните канцеларии на Коце Трајановски, 325.000 евра за заборавените лифтови за катните гаражи, 250.000 евра за илуминација на спомениците и фонтаните. И пазете, 200.000 евра за уште еден карусел. Вкупно 46 милиони и 175.000 евра за раскош и луксус. Граѓаните на Скопје имаат многу поголеми приоритети за кои што треба да се потрошат овие пари. СДСМ предлагаше и предлага овие пари да се пренасочат за финансирање на вонредни мерки за спречување на загаденоста на воздухот во градот, ново средно училиште во Ајродлап, водовод за оние делови од градот кои што се уште не се приклучени на централниот систем за снабдување, субвенционирање на енергетска ефикасност, бесплатен јавен превоз за студентите во текот на целата недела, изградба на пречистителна станица или изградба на подземната сообраќајница низ центарот на градот, која што чини околу 50 милиони евра, а од која што Коце Трајановски се откажа за сметка на раскошот и луксус.